Почитувани колеги и пратеници, почитувана министерке, почитувана македонска јавност. Најпред сакам да го изразам мојот респект и почит према вас, министерке, и да го кажам оно што сега ќе го проговорам, а тоа дека ми е навистина жал, односно да разбирам дека се наоѓате во една многу незгодна ситуација и тоа во тешка ситуација, затоа што скоро сите амандмани кои беа предложени од нас пратениците, вие кажувавте дека не се прифаќа, дека да не се прифаќа, и со тоа на некој начин верувам дека и вие како министер, како човек чувствувате одредена емоции. Меѓутоа, сакам да кажам и покрај тоа на вас што ви е тешко, на граѓаните им е најтешко, и тоа на оние граѓани кои ги чувствуваат проблемите кои што секојдневно тие ги тиштат, ги осеќат, и ние како нивни представници ги пренесуваме тие нивни тешкоти, преточуваме ги во вид на амандмани и овдека ги презентираме пред вас, но за жал овие амандмани, гледатели, во најголем дел се одбиени. Јас мислам дека треба да ги разбереме граѓаните. Впрочем, и од нив сме изберени затоа да ги решаваме овие проблеми, затоа што секој граѓанин сака да живее во пристојни услови, ако не во оптимални, односно да живее еден подобар, поубав живот, или со други зборови кажано еден поквалитетен живот. Меѓутоа, за да се створат тие оптимални услови, да не речеме оптимални, али посебни услови, државата, односно ние, народните избраници, владата, локалната самоуправа, сме надлежни да им ги решаваме проблемите со кои се соочуваат. Јас со констатација жалам дека овој амандман кој го поднесувам сега, го поднесувам по трет пат. Со ова сакам да кажам, да дам тежина на проблема со кој се соочуваат моите сограѓани, дека станува збор за една суштинска потреба од обезбедување на овие потребни средства за довршување на започнатиот колекторски систем. Еден од моите колеги пред малку зборуваше дека овие малите општини, па да нечем и за Скопје и за поголеми општини, не се во можност финансиска можност да обезбедат еден ваков висок износ на средства, како што во мојот случај сега кој амандман го имам пренесено, да се обезбедат 51 милион, затоа што мојата општина, како и другите мали општини, располага со скромни буџети, со мали буџети и не се во можност да издвојат со една мала финансиска моќ да ги решат овие инфраструктурни проблеми. Ние како општина во последните години направивме многу на планот на решавање на инфраструктурните проблеми. Тука пред се ќе го пофалам оној проблем кој го решивме, а од витално значење, дури беше во прашање дали граѓаните во Кратово ќе живеат или ќе се селат, а тоа е проблемот со водоснабдувањето. Изградивме еден цевковод во должина од 26 километри, благодарение на компанијата Силекс, и не само што го решиме проблемот и тоа трајно со водоснабдувањето на градот Кратово, но го решиме и во скоро сите села. Да не зборам сега за личната карта на Кратово, а само успат ќе кажам дека Кратово е град музеј, Кратово е еден од најстарите градови не во Македонија, но надвор од Македонија и пошироко на Балканот. Располага со богато културно наследство, изобилува значи, и затоа уште Кратово се нарекува град на мостови и кули. Да подсетим и тоа дека на една од пред 2-3 години, така да кажем 3-4, се донесе еден посебен закон за заштита на културното наследство, меѓутоа од тоа немаме никаква имплементација, реализација и така натаму. Но сега сакам да се осврнам на амандманот кој го поднесов. Реков дека општината, раководството во општината правеше и прави напори да ги подобри условите за живење и отпочна со изградбата на еден сериозен еколошки проблем, тој сериозен еколошки проблем е
изградбата на колекторски систем и реков, уште еднаш да се навратам, дека од 2009 година отпочнавме со изградбата на овој колекторски систем и уредување на речното корито. Беа одобрени околу 90 милиони денари од различни извори на финансии, пред се од владата, и со овие 90 милиона евра е изграден колекторски систем, но не целосен, во должина од 2,5 километра и е уредено речното корито до централното подрачје на градот, односно до хотелот Кратис. И сега има потреба да се продолжи со изградбата на овој колекторски систем, да се настави од хотел Кратис до автобускава станица. Сакам да напоменам и да потенцирам дека во овој момент, значи ние немаме колекторски систем и функцијата на колекторскиот систем практично ја обавува, ја врши самиот реципиент, а тоа е Кратовска река, односно во неа се сливат атмосферските води, отпадните води и фекалиите. Со ова сакам да кажам дека представува оваа река еден еколошки проблем, еден потенцијален загадувач, и затоа, а вие знаете дека пред се здравјето треба да ни биде на прв план, затоа еве повеќе пати се обраќам со амандмани за да се обезбедат овие финансиски средства и да го изградиме овој колекторски систем. Јас и понатаму ќе продолжам да ги поднесам овие амандмани, меѓутоа би сакал да сугерирам со оглед тоа дека за месец-два ќе се во овој парламент расправа и за носење на буџетот, би сугерирал да овие амандмани кои ги поднесуваме ви представуваат како основа, а и во координација со другите институции, со Министерство за животна средина, со транспорт и врски, со Министерство за локална самоуправа, со граничаникот, да има една координација и ако не овие, да речеме 51 милион, барем сукцесивно во фази да се одобрат средства да се заврши овој колекторски систем. Ви благодарам.